Значи во сите партии се дешаваат негодувања, се дешаваат расчекори во визиите или во интересите на членовите. Ама левица нит ги задоволува своите членови со работа, нит ги задоволува со привилегии кои потоа може да им ги ускрати, нити го бара нивниот мир или нивната тишина од како ќе одлучат да ја напуштат партијата. Ние едноставно работиме по принципи кои или ти се свиѓаат или не ти се свиѓаат и тоа е тоа. Дури ова ми се надоврза на целава ситуација. Мислам дека при доаѓањето на левица на власт, не знам дали сум го искоментирал овде во оваа емисија ова, можно е дека сум го искоментирал, ама не се. Ние сме стварно партиска структура, таква наместена. Ние кога би владееле со државата, ние неминовно би требале да инкорпорираме и технократи во владењето. Зашто ви напушти советничката угазива? Таа беше исклучена од партијата заради неактивност, заради партиска неактивност, заради неактивност едноставно како советник. Јас бев советник за оваа партија. Советниците во левица се очекува дека ќе бидат активни, дека ќе се понашаат како избраници на народот. Имаме дури правиме ние евалуација на нашите советници, дали иницијативи поднесувале, дали се едноставно активни во својата заедница, во својата општина каде што добиле гласови, а каде што добиле партиска инфраструктура за да станат советници. И едноставно беше исклучено, од друга страна си најде дом во ВМРО. А некој си најде дом. Дупче треба да си се најде гласа. дом во ВМРО. Треба да се гласа некој дуп. Си најде дом во ВМРО и некоја квадратура. Ние како левица пак јавно бараме дека секој мандат кој е добиен преку левица дека треба да биде вратен, затоа што тоа не се индивидуални мандати. Дотолку повеќе ние имаме во самата наша политичка платформа императивен мандат. Значи ние тоа го замислуваме како општа политика, а не само како принцип, ние го публикуваме. Ама вие немате принцип да гласате дупови за квадратура, разбираш? Немаме принцип. Наки прашува колку вработувања добила. Тоа... Пошто се шпекулира у јавноста дека сакала вработување, имала блиски невработени и така. Да, мислам, собствените амбиции, дали се тоа вработување или какви да се, може секој да ги има, ама треба да знае на која врата чука. Брат, по 5-60 квадрати ти знаеш. Во левица тоа не може да го добие никој. Така да... Со Бранко Ристов укарва што се деси? Ништо тој, не знам. Председател на Совети уште? Да, председател на Совети, иако ние би поддржале, не знам, еве сега ово скрос од моментот го коментирам, ние би поддржале негово разрешување од позиција на председател на Совети. И ставање на друг. И ставање на друг. Ке ви изгласаат ВМРО Нивен Бетер. Кој бил некој Бетер? Не бе од независни ВВ, они се активни, нешто не знам. Се шалам, мислам, работата е стварно со Бранко, немаме никаков контакт, тој е исклучен од партијата. Немаме никаква комуникација и со неговото понатамошно действување во Советот, тоа е тоа. Тоа ви мислам дека еден од најдобрите потези. Чекор, да. Значи беше толку некултурно и неотесано и невоспитано на човек на кој што му вика бе гласај ми го дупав да си ја доправам тераса, а му вика бе ти ке ми кажеш излај назад. Ми се може му вика човек. А човеков го гласал. Заради и да не го гласал. И да не го гласал, да, советник е заради тие и мноштво други причини, едноставно тој е исклучен од левица и ова сакам да го потенцирам за јавност. Значи во сите партии се дешаваат негодувања, се дешаваат расчекори во визиите или во интересите на членовите. Ама левица нит ги задоволува своите членови со работа, нит ги задоволува со привилегии кои потоа може да им ги ускрати, нити го бара нивниот мир или нивната тишина од како ќе одлучат да ја напуштат партијата. Ние едноставно работиме по принципи кои или ти се свиѓаат или не ти се свиѓаат и тоа е тоа. Дури ова ми се надоврза на целава ситуација. Мислам дека при доаѓањето на левица на власт, не знам дали сум го искоментирал овде во оваа емисија ова, можно е дека сум го искоментирал, ама не се. Ние сме стварно партиска структура, таква наместена. Ние кога би владееле со државата, ние неминовно би требале да инкорпорираме и технократи во владењето на државата, затоа што ние немаме структура од 30-40 илјади членови како што има ВМРО ДПМН и сите со своји апетити. Ние стварно, нашата визија е меритократски
и преку резултати да одат работите. Така е за нашите советници сега, така е за нашите претеници, па понатаму би било и за нашите министри, директори или што понатаму. Ама не ви ни треба толкова членство во суштина сегде на запад и по Па Европа. не треба, апсолутно. Ама мислам дека треба апсолутно да ја расширите идеологијата му. Да ја расширите да биде поприфатлива Не, за поголем број на луѓе. идеологијата може би пораката да ја Пораката расшириме, да ја расшириме, пораката да ја расшириме, идеологијата баш мислам дека ние Океј, убаво сме погрешно се издефинирани. изразив, да, не пораката. не воопшто не ти го земам ни за зло и да е така, ама работата ми е што стварно се имам издефинирано конечно како идеолошка партија во Македонија има. Да. Можеш да кажеш има една ideological партија, идеолошка партија, сеќаш како тоа е тоа. Не е ни big tent, не е ни ништо, Да. туку е идеолошка партија. Така да пораката, можеби ја мислам дека пораката е всушност во однос на тоа доколку луѓе допира таа порака, а со самото зголемување на партијата со поише пратеници доаѓаме и до нели до поише Како Мало ќе- слики од Прилеп само речи ако Како ќе го коментираш одењето во Вашингтон, еве за тоа не се видовме ние нели цело лето. Како ќе коментираш одењето во Вашингтон? на 100 луѓе, колку луѓе 100 луѓе значи, беа, таму? да, беа 40 и нешто беа во делегација. патувањето Меѓу во кои бизнес што- класа. Во бизнес класа патување, спиење во скапи хотели, гаши и гашоица спиеле за $2000 вечер у хотел, плаќале ручеци со службени картички и давале со службени картички давале Типс. бакшиш на Страшно. конобарот. Со Од службени службена картички, Да, бе, да. пушти ги сметките. Да, ни ги дадоа сметките. Бакшиш од службена Бакшиш, карта. бе, бакшиш дали од службена Председателот картичка. на собранието е ти Председател уште за- материјал за Еј, стварно треба да си за интерпелација. стварно Да. треба да си со Да, и са $50 за бакшиш или 80 фунти за меч. Мислам дека мечето поголема вредност има. Не, тоа со Вашингтон едноставно. Абе како да ја коментираш Границата, Значи, поминување граница, не знам, Пробувам- пиштолите на пробувам на да аеродром. најдам политички одговор, ама нема политички одговор. Едноставно се понашаат као неизживеани луѓе кои не треба да бидат на тие позиции. Тоа го покажуваат. Едноставно дека не се кадарни, не се емотивно зрели и не се подобни да бидат на позициите на кои требаат да бидат. Тоа свадбарење човече во Вашингтон и тоа е свадбарење да отидеш со толкава делегација во Вашингтон на државен буџет едноставно затоа што се неизживеани луѓе кои не треба да бидат на тие позиции, ние имаме лек за тоа. Укинување на функционерските привилегии. Ние стално идеме на таа истата Те логика. молам да ти објаснам како ботовите од штабот го оправдуваат тоа што дал бакшиш. а Ајде. кажеш, Ајде. Типсот е задолжителен, сакаш или не? Друже наркополо. Не ме чуди што вака кога ќе прочитам коментарот Ботка од тебе, што имаме просечна интелигенција 87,9 IQ. Од проста причина што? Таму гледаш кај што пишува Да, Tips. additional tips. кај што пишува additional tip, таму можеш да ставиш 0. Таму можеш да ставиш 0 или да ставиш цртка. И пишува additional. И пишува a suggested, значи препорачан, Да. препорачан Значи ти бакшиш. можеш да ставиш 0. Таму е културолошки исправно да дадеш бакшиш. А морално исправно ли е да го дадеш од свој джеб? Да. Ама да, од Така, свој джеб, морално исправно е кога од веќе свој има джеб. културолошка пракса, морално исправно е да ги дадеш од свој джеб. Така Да, е. да. А не од джебот на А дека граѓаните. пишува дека е од виза картичка да е на овој бакшишот. А пошто ти не си од таа култура, Гаши не е од културата на Вашингтон, од америчката култура, он е од културата чај. А, Не чаер, Косово. Значи, Косово е неговата он тковина. нема се, таква културолошки нагон да дава бакшижи, така да он немал потреба да даде бакшиш. Ама свеза, види, А човече, свадбарењето било традиција, ова културолошки. Абе ние регресиравме, човече, ветуваа правна држава, се вративме на обичајно право. Свадбите биле обичај, бакшиши биле обичај, се А вративме. собранието се Па и претвара да се- како се ти кажам, Па собранието. плачат децата на Виос Османи додиш на Стварно не ми е јасно, Да, мислам. праќаш обезбедување. Ај, пушти Од да правна видиме. држава на обичајно право се вратив. Да, му донесе ли книга шеријата овој од Саудиска Арабија? Шеријатско право, брат. Неверојатно, не. Му донесе шеријатско право се Ова слика. изгледа римскиот концепт на правна држава, европски. Ама кој римски концепт? Еди, О, Гаши и Гашоица, гледаш? 280 на 1000 денари државни пари за да одат во Вашингтон. пишува дека е дадено од истата картичка, има прашотка, знаеш дека е дадено од истата картичка. А овие документи ни ги дадоа од собрание. Ама бе. добро, ја имам прашање за вашите гледачи кои ги почитувам Да. сосема, ама
Зошто бараме рационализација да оправдаме нешто што Затоа што гласал- инстинктивно Затоа што е јасно дека е Затоа што погрешно. гласал за ВМРО и не сака да се чувствува глупо. Значи, да, Сега значи се чувствува глупо. тешко е, да, тешко Ама е боле да да се надминеш чувствуваш две малце реалности, глупо, таа. него да бидеш глуп цело време. Да, сега се чувствува глупо што го До еден го момент. поемале овие од ВМРО. Значи, И сега сите ајде, ние- кај знаеш дека е картичката. сите ние ако се потрудиме можеме со интелектуализација да идеме да одговори, ама треба некаде да се стави и линија на сопствено достоинство. Значи, тоа што мириса така и изгледа така, тоа е така, Така е. едноставно. Затоа што, ама само да објаснам. Овие сметки ни се дадени од собрание по допис, значи ние испратиме допис за достап до информација од јавен јавен карактер. карактер. И собранието ни ги даде. Така да, тоа е тоа. Еве гаши и гашојца, $460 плюс 73, како се вика, плаќале во хотел. И платиле $1.600. И сега, И сега ВМРО ќе гласа против неговата интерпретација. Ама од кај знаеш дека од картица? па пишува од кај? А од Министерството за финансии. У меѓувреме мора исто да се искоментира, да направиме едно. А иначе само да кажам, од владата баравме податоци, Мицкоски колку потрошил, не ни прати од владата за Мицкоски. Од МВР баравме, МВР ни прати нешто така, ама не све. Не пратија све бе. Пратија колку дневници ми исплатиле на обезбедувањето. Пратија колку дали им исплатиле дневници за како се вика тоа странски дневници, како ги викаат тие. Ама обезбедувањето? Па нема. Кога сме веќе кај патување, ајде овие се луксузирале, еве биле овие у Вашингтон, овој ваму таму. А Антонио Милошевски што Тајван? Тајван. Човече да идеш у Тајван како заменик председател на собрание против стратешките интереси на земја, постојана членка на Советот за безбедност, а таа логика од каде е? А таа логика како ќе го оправдаат тоа? Што е поентата? Зошто Македонија има интерес да иде низиниот подпредседател на Нема собранието? Антонио, нема државата интерес, Антонио има интерес. Па Антонио има интерес. Има донесено нови ролери за технички преглед таму и он да ги види на сајм бил. Страшна работа. Технички прегледи ќе е. Страшна работа. Значи, овие работи не само што ти плаќаш $40 тип за гаши и за се, значи, ова владење на ВМРО, знам, вреди, ќе не кошта не пари само, туку ќе не кошта и меѓународна позиција, и меѓународно реноме, и внатрешна стабилност, и регионален просперитет. Значи, ако пробуваат гласачите на ВМРО ДПМН да прават рационализација, мислам дека ќе треба многу енергија за следните 4 години, ако воопшто ги дочекаат сите 4 години без да има предвремени избори. Ја мислам дека они ќе се спашаваат после локални избори и ќе си го земат дују влад. Проблемот Е, е да, што многу може. проблемот е што представници на ДУИ, високи представници на ДУИ викаат нема шанси да му влезе во влад. Што сака нека прави, не му влага му влада, па мајка ја на нека. Ќе видиме, ама ја мислам дека тогаш- ќе има превирања после 2020. Тогаш Има. идеме и ние со листа, брат. граѓани. Имаат хипотеза гледачите дека Милошевски бил на пресадување на коса. Не На Тајван. навлагам тоа. Не навлагаме здравствени проблеми.